Некаде во јуни во Скопје цветаат липите. Кога ќе дувне топлото летно ветрче низ Вардар, нивниот опоен мирис се шири по булеварот на Југословенската народна армија. И колку да се менува Скопје, и колку да расте и станува ново, тој мирис на липите останува како нешто трајно во овој град, како што е трајна неговата желба да ја надрасне несреќата, да воскресне од пепелта, да преживее и да се обнови. Може ли денес некој да регистрира колку и како изменето Скопје по земјотресот? Сигурно не. Денес веќе не се говори што и колку ново изградено, туку што е останато од градот. Само старите фотографии потсетуваат на познатите скопски улици, на неговите јавни и културни зданија, на градската плажа на Вардар и на сите белези на некогашниот тивол град во котлината. Улицата Маршал Тито. Може би 70 и повеќе години најжежок центар на градот. Срце и крвоток на целокупниот негов живот. Фотографијава е направена неколку години пред земјотресот. Започнува веќе да се гради зградата во која денес е продавницата Кармин, се гледа старата продавница на Краш, а тесната уличка што свртува влево само наместо тишината што ја реметеа само двоспратните автобуси и летањата на стотиците сиви гулаби, сега плоштадот е пун со автомобили. Попладне овде нема место за сите што сакаат да застанат. Останата е и Ристичевата палата, но на незиниот покрив, меѓу новите светлечки реклами, ја нема првата и единствена реклама на Скопје, на Баер Аспиринот. Го нема повеќе и Гранд Хотелот Македонија. Растурено е и друштвото на младите повоени скопски интелектуалци, кои се собираа овде и најмногу говореа за младата македонска култура и уметност. На исто место е направена иста зграда, само што тоа е сега некаква трговија. Ги нема изградите на банката и домот на Југословенската народна армија. Архитектите тврдат дека тоа беа грди и стилски неиздржани зданија. Но тие некако беа символи на Скопје и затоа нам ни беа посебно драги.
Плоштадот меѓутоа денес е окружен со стамбените блокови на градскиот зид. Вонредната замисла на јапонскиот архитект Кензо Танге, строго да го одвои најтесниот центар на градот, го обележи со една нова архитектура и тој строг центар на Скопје ќе остане тоа што мора да биде – срце на градот. Во близина на плоштадот израсна и една нова, извонредно убава и функционална градба, трговскиот центар на Скопје. Иако во строгиот центар на градот, до земјотресот овде постоеа мали, сиромашни куќарки. Тука негде беше и машката гимназија Цветан Димов, во која сигурно многу денешни градители на Ново Скопје ги добија своите општи гимназиски знаења. Куќи имаше и пред сегашната зграда на Електромакедонија, која непосредно пред земјотресот започна да се гради. Инаку, трговскиот центар, без претерување, би посакал секој град во Европа да има ваков центар. Може слободно да се каже дека тој е круна на изградбата на Скопје по земјотресот. Гимназија Јосип Брз Тито. Елитни генерации на македонската наука, култура и уметност школувани се овде. Извонредна архитектура пред која се вклопи споменикот на ослободителите на Скопје. Или пак нам, кон младоста на безгрижните гимназиски денови, ја поминавме овде, ни се чини толку убава оваа зграда. Сеедно. Овде денес е исто така изникната една вонредно убава архитектура. Зградата на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија. Вклопена во една целина со новиот мост Гоце Делчев и моćните сообраќајници околу неа, оваа зграда говори со речникот на една нова динамика, со речникот на новата младост на Скопје. Еве уште една толку драга зграда, театарот. Сентименталните заљубеници во овој храм на културата велат дека Скопје никогаш нема да добие ваков театар. Може би се во право, може би не, но вистина е дека непроценлива е улогата што ја одигра овој театар во развојот на културата во овој град. Колку извонредни изведувачки ансамбли поминале овде и колку млади луѓе научија се за театарот токму овде, во оваа можеби една од најдрагите згради на Скопје. Го нема и старото дрвено мовче, што беше некаде на местото на денешниот моќен мост Близнак, сега една од основните сообраќајни спојници на ново динамично Скопје. И
и брегот на Вардар не е ист. Се шират овде прекрасните шеталишта на новиот кеј, полни со цвеќиња и со младоста на Скопје која крај реката ги сонува своите младешки соништа. Регулацијата на Вардар и по својата функција и со убавината со која е изведена е секако еден од најголемите потфати во изградбата на Скопје. Овој проект на Обединетите нации стана веќе познат во целиот свет. А кој знае, може би Вардар, иако толку пати не плавел, и заслужил да биде вака убаво и елегантно скротен во своето корито. Без Вардар ни Скопје не може да биде така убаво. Само се чини дека рибарите се исти во својата надеж, оти во Вардар останала уште некоја риба неотруена од хемикалии и неотепана со динамит. А таму, во длабочината за дрвеното мовче, пред земјотресот го подигнавме сајмиштето со една голема купола. Колку бевме горди на таа градба, ни се чинеше дека поубава тешко е да се направи. Новото сајмиште на Скопје денес говори една симфонична архитектонска приказна за човековите стремежи и домети. Челик, бетон и стакло во складна композиција го решаваат просторот и даваат изморени функционални можности за различни приредби. И се чини се намалува сентименталното жалење за урнатите скопски хотели, кога ќе се види овој убавец, хотелот Континентал. – 1962 година, улица Партизанска, само што е пробиена една асфалтна лента. Првата бензинска пумпа е во градба. И тогаш ни се чинеше дека поширока и поголема улица тешко ќе направиме. Околу пукнало поле, бавчите на Скопје. Карпош 2 е во изградба. Тогаш беше скоро трагично да се живее овде толку далеку од центарот. – 1973 година, истата улица Партизанска. Сега е тоа најдолгата и најширока улица во градот. И не се занесуваме дека поголема и поширока нема да направиме. А на местото на некогашните бавчи и ледини, каде што имаше само по некоја дива градба, сега е израснат цел град. Од десната страна доминира воената болница, еден од најмодерните здравствени центри кај нас. Новите стамбени блокови, обкружени со паркови и зеленило, детските градинки и училиштата, супермаркетите, сето тоа е една комплетна градска целина на местото на некогашните бавчи и полјани.
Левата страна ја граничат новите стамбени блокови и кули на улицата Партизанска. Од јавните објекти тука историскиот архив на Скопје и студентскиот дом. За населбата Тафталиџе велат дека е една од најубавите населби во Скопје. Понатаму кон Водно е Козле. Некогаш таму се одеше на излет на цел ден и ми се чинеше дека е тоа ужасно далеку. А вакви куќи што ги гледате на овој филм, што ги гледате во овие населби, ние ги гледавме исто така на филм, само се разбира од странски продукции и сонувавме некогаш и ние такви да градиме. А не само населбата Тафталиџе. Може ли некој во овие вилички да го познае пустото Топанско поле? Или зарем е ова сиромашниот занечиски чаир? И секаде, каде што достигаше граничната периферија на Скопје, сега се нови населби со сите урбанистички и архитектонски карактеристики на нешто убаво. И не е само убавината во тоа што се ова нови домови на Скопје. Најважно е можеби што се сите тие комфорни станови, со вода и канализација, со купатила, а во тоа Скопје можеби беше најсиромашно. Ако Партизанска е најдолга и најширока улица на Скопје, градот мора да има и најкратка и најтесна уличка. Веројатно тоа е ова тесно сокаче во старата чаршија. И чаршијата закачена од земјотресот денес комплетно се обновува. Скопје не можеше да ја заборави и напушти. Таа е дел од неговото траење. Таа е и жал и радост на пропаднатите и обновените занати, но секогаш присутна, жилава, прилагодлива и денес тој нераскинливо од новото Скопје. Таа е денес и оаза во шумата на асфалтот, бетонот и челикот. Таа е и за солниште кога човек сака за момент да се скрие од цивилизацијата која често е толку нападна. Илјада 962 година. Градската плажа на Вардар. Намерно подвлечувам на Вардар, зашто многу млади денес не знаат дека Вардар беше добар за капење. Но плажата не беше само место за разладување во врелите летни месеци. Тука лете се одвиваше еден интензивен друштвен живот, особено на младите. Тука се чудевме на првите перлон костими и најлон капи за капење испратени од некој роднина од Америка. И се беше ефтино на оваа плажа. Се доаѓаше пешки или со велосипеди, облеката се оставаше на врбите крај Вардар и капењето излегуваше бесплатно. Тивко тече денес Вардар скротен со камените насипи на своето ново корито. И паркот веќе не е така зелен и густ. Поплавата и земјотресот го уништија паркот Шума, сигурно еден од најубавите паркови во Југославија. Скопје денес нема ни плажа на Вардар. Само моторизираните се разладуваат на примитивните плажи на треска. Вардар е загаден. И тоа е цена на развојот. Но ако овој град решил толку своји важни животни проблеми, сигурно ќе го реши и прашањето на базените и плажите.
Скопје едноставно не може да живее без плажа. Тече реката автомобили во своето секојдневно брзање. Кој веруваше дека за 10 години ќе има олку автомобили кога пред земјотресот се движеа по улиците само неколку службени коли? Ако по бројот на автомобилите го мериме развојот, далеку сме отишле. Но ако сакаме да го сочуваме чистиот воздух на Скопје, мора малку да се запреме. Не може оваа кратка репортажа да ги опфати сите изменети агли на Скопје. Впрочем, нема ни квадратен метар на градот што не е изменет. Иако се поминати само 10 години од земјотресот, тешко е да се регистрира се што е изменето. Ова е само кратка приказна за последното повторно раѓање на Скопје. Кој знае дали има град што толку бил пален, грабен, разурнуван, плавен, а пак да се раѓа помлад и поубав. Ова се само накратко собрани 10 наши години и на сите оние што ни помогнаа. 10 години што ги вложивме во изградбата на својот град и во овој момент со чиста совест и без фалење и лажна скромност можеме со гордост да кажеме 10 години што дадоа вонредни, можеби и неочекувани резултати. Во Скопје липите цветаат во јуни. И секој јуни опива нивниот мирис, носен од топлиот летен ветер од Вардар. Но денес не се шири тој мирис само од липовиот дрворед на булеварот на Југословенската народна армија. Стотиците млади липи, посадени во новите скопски населби, го шират мирисот од својот свет низ широките улици, парковите и разиграната архитектура на Ново Скопје. И се чини тој мирис на липите во цвет. Е мирисот на трењето на овој град, но и мирис на неговата нова младост, на пролетта, на повторно роденото Скопје.